Во студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уште 6 сомнителни случаи на западно-нилска треска. Тројца се уште се во критична состојба на инфективна. Вонреден инспекцијски надзор во 3 болници по случајот со парализираната родилка. Семејството тврди дека имало лекарска грешка во Штипската клиничка болница. Куцунски потврдува дека има разговори за трајно решение на европската интеграција. Не ги споделува деталите за да не ги осудел на неуспех. Нови цени на горивата од утре. Берзанските движења најавуваат намалување. Ки има ли нови мерки од владата? Пожарите во Грција, 4ти ден надвор од контрола. Пламенот се ближи до Мегара. А во овие вести во живо информираме за состојбата со западно-нилска треска. Останете со нас. 6 нови случаи сумнителни на западно-нилска треска има на инфективната клиника, додека тројца се уште се критични и поставени на респиратор. Последните информации ги има колешката Миријана Давидовска, ја имаме во живо во овие вести. Миријана, што велат од инфективната клиника? Да, од инфективната клиника информира дека 6 нови сомнителни случаи се јавиле на клиниката со сомнеж дека станува збор за западно-нилска треска, но според директорот на клиниката вели дека се прават дополнителни испитувања со цел да се потврди дали станува збор за истата оваа инфекција. Вкупно 10 веќе се потврдени случаи се наоѓаат на клиниката за инфективни болести, а тројца од нив се уште се наоѓаат на одделот за интензивна нега. И лекарите и здравствените власти апелираат до населението, односно до граѓаните да бидат внимателни, да ги користат сите оние средства за заштита од убот од комарци. Сите овие случаи досега, па и овие 6 кои што се уште не се потврдени, а се со истите симптоми, се од главниот град, односно од Скопје. Инаку последно авионско прскање во главниот град беше направено во раните утрински часови во петокот. Сите детали за новите сомнителни случаи, но и за останатите гледаме во продолжение во прилогот. 6 нови сомнителни случаи на западно-нилска треска се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Расте бројот на пациенти кои се јавуваат на клиника со воспаление на мозокот за кои сомнежот е дека се последица на оваа инфекција. Се прават дополнителни испитувања, но според клиничката слика и симптомите со кои се примени во клиниката укажуваат на западно-нилска треска која ја пренесуваат заразените комарци. Пациентите се од сите се од Скопје, од различни населби, како што се и другите потврдени случаи. Кај нив се прават дополнителни исследувања за да се види дали се работи за ист причинител што ја предизвикал инфекцијата на централниот нервен систем. На инфективната клиника со лабораториска потврда на западно-нилска треска се 10 пациенти, од кои тројца се уште се на одделот за интензивна нега. Состојбата на сите хоспитализирани, тие што се во одделот за невроинфекции, е стабилна и е во тек болничкото лекување. Додека 3 пациенти се во одделот за интензивна нега, кај нив состојбата е иста, се уште се смета за критична состојба и тие се на механичка вентилација. Во соопштението од Министерството за здравство за епидемиолошката состојба е наведено дека нема нови потврдени случаи. До Институтот за јавно здравје велат не се пристигнати нови лабораториски потврди. Последните примероци од суспектните случаи се негативни на ПСР тестирањата. Исто така на клиниката за инфективни болести велат дека нема ново примени пациенти со сомнение за западно-нилска треска. Од Министерството укажуваат дека се во координација со надлежните институции и продолжуваат внимателно да ја следат состојбата. Инфекцијата не се пренесува од човек на човек, туку од убод на заразен комарец. Препораките од ИАЗ до граѓаните се да нанесуваат средства кои ги одбиваат комарците, особено доколку патуваат во подрачја каде има ризик од вакви заболувања. Ваквите средства може да се користат во секој период од денот во затворен и на отворен простор.
Комарците кои пренесуваат зараза се најактивни во текот на денот, особено во раните утрински и доцните попладневни часови, додека комарците кои ја пренесуваат маларијата се најактивни од самрак до изгреј сонце. Годинава се регистрирани најголем број на случаи на западно-нилска треска, а освен оваа вектор пренослива болест, има и 8 случаи на маларија, денга и зика. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Иако има зголемен број на прегледи, од Министерството за здравство информираа дека епидемиолошката состојба во Гостивар останува стабилна и континуирано се следи од надлежните здравствени институции. Во текот на 2 август се регистрирани вкупно 84 први прегледи, што е за 27 повеќе во споредба со претходниот ден, кога беа евидентирани 57 прегледи. И покрај дневното зголемување, бројот на прегледи останува значително понизок во однос на пикот од 18 јули, кога беа регистрирани вкупно 649 прегледи. Иако првичните најави беа дека до крајот на минатата недела гостиварци ќе добијат питка вода од водоводниот систем, сепак појавата на нови бактерии го продолжија процесот на дезинфекција. Анализите кои се вршат секој ден треба да обезбедат 3 последователни извештаи без присуство на бактерии, за да може да се потврди исправноста на квалитетот. Водата за пиење од водоводниот систем во Гостивар беше целосно забранета на 17 јули, а од минатата недела е дозволена само за техничка употреба. Водата во Гостивар се уште не е за пиење, секојдневните анализи покажуваат дека состојбата благо се подобрува, хиперхлорирањето продолжува и понатаму, но за жал во водата се уште се присутни бактерии кои што ја прават неподобна за пиење, ризична за пиење. Затоа апелирам до граѓаните на Гостивар да не ја користат за пиење ниту за готвење водата од градскиот водовод, да се стрпат уште неколку дена, очекуваме наредната недела состојбата да биде целосно ставена под контрола. Од СДСМ обвинуваат дека власта си игра со здравјето на граѓаните. Тие велат дека водата во Гостивар не е ниту за капење, а камоли за пиење и бараат јавна објава на анализите од мерењата, кои потврдиле дека водата е технички исправна. Секој ден различни упатства. Граѓаните се збунети, а последиците по здравјето можат да бидат катастрофални. Се што прават е за политички поени. Резултати нема, само медиумска пропаганда. Се уште не знаеме кој потпишал дека водата е технички исправна и безбедна за капење. Ако некој го потпишал тоа, а сега се докаже дека водата не била ни технички исправна, тој мора кривично да одговара. Тоа што владата деновиве не го покажува официјалниот документ, наведува на сомнеш дека документ воопшто нема. Се работи по налог на Мицковски во служба на неговата кампања, а на штета на здравјето на граѓаните на Гостивар. Не можете да си играте со здравјето на граѓаните, сите ќе одговарате. За разлика од некои минати времиња, кога водата во Гостивар не била исправна, никој не дал препораки и насоки да не се пие, сега, согласно резултатите, се даваат препораките, а за скандалот се води постапка и има одговорност, велат од ВМРО ДПМН. СДСМ, наместо да се засрами и да повика на одговорност во сопствените редови и од коалиционите партнери, продолжува со хистерија и демагогија. Тоа што СДС не се навикнати за одредени случаи, секој да е крив, туку само вистински одговорните не. За тоа и сега, кога за случајот со водата за пиење во Гостивар се води постапка, истрагата е во тек, се испитува целата документација и целиот случај, а најодговорните се приведени. Значи се преземаат сите потребни мерки за целосно расчистување на случајот, а во зависност од резултатите на направените анализи, навремено се даваат насоки и упатства за граѓаните, велат во реакцијата од ВМРО ДПМН. Вонреден инспекцијски надзор во 3 болници по случајот со парализираната родилка од Струмичко. Од Министерството за здравство велат дека ги проверуваат здравствените установи во Струмица, Штип и клиниката за неврологија, односно сите во кои била лекувана родилката. Семејството е уверено дека има лекарска грешка и според нив таа била направена во клиничката болница во Штип. Во меѓувреме тие велат дека им се врши притисок да не зборуваат за случајот. Министерството за здравство суетен инспекцијски надзор во 3 болници ќе проверува што ја предизвикало парализата кај 19-годишната родилка Станка Михајлова од Струмичкото село Баница. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја чешла медицинската документација за пациентката во болниците во Струмица, Штип и Универзитетската клиника за неврологија во Скопје.
По анализа на прибраните материјали ќе следи и заклучокот од стручниот надзор, кој треба да покаже како родилката останала неподвижна по породувањето со царски рез. Министерството за здравство уверува дека случајот ќе биде разгледан темелно, професионално и докрај. Ниту еден аспект нема да биде изоставен, а доколку се утврдат пропусти, ќе бидат преземени соодветни мерки согласно надлежностите и важечките законски прописи. Случајот во јавноста го отвори семејството на родилката. Нејзиниот свекор тврди дека компликациите започнале веднаш по породувањето во Штипската клиничка болница. Потоа со денови била препраќена меѓу болниците во Скопје, Штип и Струмица. Ако има правда, мислам дека треба да се најде причината. Значи правдата е најбитна. Треба да видат, сварно да се заинтересират медицината, дали ќе биде гинекологија, дали ќе биде неврологија, дали ќе биде останати други подзадина медицини, сакам да видат од што е и како е. Породувањето било спроведено со спинална анестезија, за која Стојанов вели дека никој од лекарите не го известил семејството дека ќе биде користена за реализација на царскиот рез. Она е оштетена од зад на рбетот. Тоа е од што? Тоа е од анестезијата. Спинална анестезија и ставиле без да знаеме ние и никој од родители и од нейните родители. Они се требале нас да ни известат дали сакате да ставаме спинална анестезија или целосно да ја успиеме, не да ја боцкаме во рбето. Тоа не ни рекоа нас. Од клиничката болница во Штип уверуваат дека породувањето и постоперативниот тек биле уредни, а пациентката била испуштена во добра здравствена состојба. Промената на рбетниот столб според првиот човек на болницата анатомски не одговарала на местото каде била аплицирана анестезијата. Анатомски промената не се наоѓа во регијата каде што се аплицира спиналната анестезија, која се изведува во лумбалниот дел. Поради тоа, ваквата промена не може да се поврзе со апликацијата на спинална анестезија при царскиот рез, објасни на Facebook директорот Владко Захариев. Тој додава дека ќе понесе одговорност заедно со персоналот доколку анализите утврдат лекарска грешка во случајот со младата родилка. Породувањето на 19-годишната Михајлова е направено на 26 јуни во клиничката болница во Штип. Таа е мајка на уште едно дете, старо 3,5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. МВР информираше дека синоќа околу 19 часот и 30 минути полициски службеници од полициската станица во Кратово ја привеле 41-годишната крачловчанка која напраќаше билети за влез на локалитетот Куклица поради пријава дека физички нападнала повеќе посетители. По насоки на јавен обвинител, таа била приведена во полициска станица и против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 19 часот и 30 минути полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кратово ја лишија од Слобода СД од Кратово, постапувајќи по претходна пријава дека вчера околу 18 часот на локалитетот Куклица Кратовско физички нападнала повеќе лица кои биле посетители на локалитетот. По насоки на јавен обвинител, таа била приведена во полициска станица и против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. Куцунски потврдува дека има разговори за трајно решение на европската интеграција. Не ги споделува деталите за да не ги осудил на неуспех. Нови цени на горивата од утре, берзанските движења најавуваат намалување. Ки има ли и нови мерки од владата? Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во интервју за државната агенција МИА потврди дека се водат разговори за трајно решение за европските интеграции. Тој вели дека не може да објави детали за да не ги осудил разговорите на неуспех. Од опозицијата пак прашуваат како е можно министерот јавно да кажува дека води тајни преговори за еднината на државата. Дека се одвива процес под радарот, веќе потврди и евроамбасадорот Михале Срокас. Владата води дискретни разговори со Европската унија за трајно решение кое ќе ги деблокира евроинтеграциите, вели Муцунски во интервју за МИА. И покрај тоа што детали во јавноста не можат да се соопштат, министерот уверува дека тајноста на разговорите не значи и попуштање од веќе зацртаните црвени линии. Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние
не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добијано својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така да работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кој што само по себе нема да биде одржливо и кој што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Муцунски вели дека владата останува посветена на реформите, особено во делот на правосудството и борбата со корупцијата, зашто потврда ќе стигне и во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на земјата. Критики на оваа тема упати кон опозицијата. Ако ме прашувате дали ни е потребен консенсус, без никаква дилема. Но тука прво опозицијата мора да почне да живее во рамките на реалност. А реалноста е дека нејзината попусливост и немањето на капацитет далеку сежно да се гледаат последиците од тоа што се случуваше во 2021 и 2022 година, не доведе до оваа позиција до која што сме сега. Имаат легитимно право. Па јас би рекол, скоро сета дадат и критика и став. Тоа е функцијата на опозиција во една парламентарна демократија, нели? Да дава критика, да дава инпут. Но во делот на надворешната политика сметам дека е областа каде што треба да се извинат на граѓаните за сите грешки кои што ги правеа во тој 7-годишен период од владење и да дадат безрезервна поддршка на владата за да може да ги поврати позициите на државата и да може да работи за создавање на систем каде што конечно ќе имаме предвидливост по европскиот пат. Не постои земја во светот во која министар за надворешни работи јавно кажува дека води разговори за судбината на државата, но тие се тајна, реагираат од СДСМ. Како може иднината на Македонија да биде тајна за нејзините граѓани? Претходната влада на СДСМ покрај дипломатските успеси, НАТО и почетокот на преговорите со Европската унија, беше пред се транспарентна. Не работеше зад затворени врати и далеко од очите на јавноста, стои во писменото соопштение на СДСМ. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Што добија, што загуби знам со последната владина реконструкција. Какво трајно решение за ЕУ интеграциите е прифатливо за коалиционите партнери. За резултатите од анкетите и со животот во Куманово. Тема на денот со лидерот на Знам, Максим Димитриевски. Поради неработниот понеделник, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги објави новите цени на горивата утре, а ќе важат од среда. Според берзанските движења се очекува намалување на актуелните цени. Владата најави дека неделава ќе одлучува за воведување на дополнителни мерки, но до овој момент нема информација дали и кога ќе биде одлучувано. Драматичен пат на цената на суровата нафта на светските берзи во пресрет на седницата на Регулаторната комисија за енергетика, која поради денешниот празник утре ќе носи одлука за нови цени на горивата. Од отворањето на берзите, суровата нафта се тргува помеѓу 82 и 84 долари за барел. Ова е сигнал за можен пат на цените на горивата. Такви очекувања во текот на минатата недела имаше и премиерот Мицкоски кој кажа дека неделава ќе се прави анализа на цените на горивата, па ќе се одлучува дали ќе бидат преземени некакви мерки. Додека владата анализира, синдикатот бара итни и координирани мерки за заштита на животниот стандард на работниците и граѓаните. Од Сојузот на синдикати на Македонија за Сител велат дека според податоците на Евростат, македонските работници се меѓу најниско платените во Европа, а нивната куповна моќ останува меѓу најниските. Државата мора навремено и одговорно да реагира со цел да се спречи нов бран на поскапувања кој повторно би се префрлил на товар на работниците. И покрај досегашните мерки за стабилизирање на цените на горивата, очигледно е дека тие не се доволни. Потребно е владата да разгледа дополнителни интервенции, вклучително и намалување на акцизите и другите давачки на горивата, доколку постои фискален простор, засилена контрола на цените и маржите и кај основните производи, како и спречување на неоправдани поскапувања. Трендафилов вели дека единствена долгорочна заштита на животниот стандард е континуиран раст на платите. За него несфатливо е како цените на производите растат сега, кога цените на горивата се стабилизираат.
Загрижува тоа што и денес, како и периодот кога цените на горивата надминаа 100 денари за литар, повторно се најавуваат нови поскапувања, но јавноста добро памети дека кога цените на горивата подоцна значително се намалија, голем дел од цените на производите и услугите не се вратија на претходното ниво. Затоа оправдано се поставува прашањето дали повторно ќе се префрла целиот товар врз граѓаните и работниците, наместо цените да се формираат врз основа на реалните трошоци. Од почетокот на војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, цел свет претрпе ценовен шок на горивата. Од март до сега бензините во Македонија поскапеа за 18,5 денари за литар, додека дизелот се точи за 27,5 денари поскапо. Даниел Василев, Сител телевизија. Поради празничните денови, Охрид беше полн со туристи, а туристите пак го наполниле градот со отпадоци. Од Охридски комуналец велат дека 24 часа се на терен, а дневно собираат околу 600 метри кубни отпад. Охрид преплавен со туристи, но и со смет. Најкритично е на плажите долж езерото, на местата каде се одржуваат бројните концерти, во центарот на градот околу пекарите и угостителските објекти. Од јавното предпријатие Охридски комуналец посочуваат дека 24 часа се на терен со сите човечки и технички ресурси за одржување на јавната чистота и дневно собираат околу 600 метри кубни отпад. За овој период нормално вложуваме поголеми напори за справување со комуналниот отпад, за собирање на отпадот, за третирање на улиците, бидејќи популацијата е огромна и количината на отпад кој се состава е голема. Значи дневно собираме околу 600 метри кубни непресовен комунален отпад, дека се наоѓаме во на туристичката сезона, најпосетени се Охридските плажи, значи најпосетени се местата каде што се одржуваат концертите, различни манифестации, презентации, односно имаме голем притисок во централното градско подрачје, значи буквално 24 часа, значи немаме прекин во нашите активности, немаме работно време, да кажеме ограничено работно време, односно присутни сме на терен буквално 24 часа. Отпадот секојдневно се собира, но повторно се трупа. Свеста кај граѓаните е на ниско ниво. Во утринските часови на секаде може да се видат расфрлани лименки, пластични шишиња и остатоци од храна. Тоа е голем проблем, тоа не е проблем само во Охрид, тоа е генерално проблем од цела Македонија и воопшто во сите светски туристички центри. Значи наоѓаме расфрлен комунален отпад, поготово околу пекарите, делот на туристичко-угостителскиот сектор, каде што се сместени, односно централното градско подрачје, плажите. Значи културата е на, да кажем, на пониско ниво, односно проблеми ни прави таа млада популација, значи после во доцните и утринските часови. Охридски комуналец располага со специјални возила за собирање отпад и голем број дежурни екипи, бидејќи условите се вонредни и огромен е притисокот врз градот. Но и покрај постојаните апели изминативе години за поголема еколошка свест кај граѓаните, од сето тоа се уште ништо. Истата слика се повторува секое лето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Милионска е штетата на кровот од Штипската клиничка болница, но надлежните се уште немаат точна проценка за последиците од невремето. Неколку милиони денари ќе бидат потребни за реконструкција на кровот на клиничката болница во Штип, кој беше оштетен и однесен при силното невреме со оркански ветер што го зафати градот, кога беа измерени налети од 134 км на час. Заменик директорката на болницата Билјана Ефтимова информираше дека конечната проценка на штетата ќе биде позната по извештајот на осигурителната компанија. Чекаме извештај од осигурителната компанија и уште една проценка, затоа што после првиот чин од невремето секако се појавуваат и други делови и работи кои треба да се реконструираат. Тоа се однесува на кровот на третиот спрат, каде што е сместено ортопедското оделение и ортопедската сала, како единицата за интензивно лекување и кома центар. Тие се најоштетени бидејќи се останати без крв. Сигурно ќе биде милионска штетата, во денари зборува. Штипска клиничка има дел сопствени средства за реконструкција, а Министерството за здравство ќе ја следи состојбата во болницата и согласно проценката на штетите ќе го обезбеди остатокот од средствата, со цел работите да завршат на време и одделението за ортопедија што поскоро повторно да биде ставено во функција. Во однос на
Топската екипираност на болницата, од Министерството најавија дека ќе биде обновен повикот за вработување специјалисти, бидејќи дел од кандидатите веќе се вработиле. Приоритет ќе имаат клиничките центри и болниците надвор од Скопје, а целта е да се направи усогласување меѓу потребите на здравствените установи и интересот на специјализантите, пошто ќе се утврди и бројот на нови специјалисти што ќе бидат ангажирани во Штип и во другите општи и клинички болници во земјата. За Сител, Трајан Ристовски. Продолжение блог